Во име на еден човек се прегледува друг, си прави крвна слика, добива упати за други испитувања. Ги прави и другите испитувања. Сите резултати стојат во здравственото досие на вистинскиот човек кој нема поим дека правел компјутерска томографија, тумор маркери, биохемиски анализи. Вистинскиот осигуреник потоа 2 недели докажува дека нема такви болести, не пие такви лекови и бара туѓите резултати да бидат избришани од неговиот здравствен картон. Токму тоа и се случило на скопјанката Александра Зарковска. Поради големи болки во стомакот, матичната лекарка и дава приоритетен упат за на клиника за 11 април. Во меѓувреме и се случуваат и други здравствени проблеми, па додека да ги третира тие, не стигнува на клиника тој ден. Поради големи болки завршува на ургентен центар утредента на 12 април, во петок пред полноќ. Ја прегледува дежурен лекар и издава интерклинички упати, да направи крвна слика и да оди на преглед на гастроентерохепатолог. Во 1 часот по полноќ ги добива резултатите и со нив оди кај докторот на гастро. По подигање на резултатите, докторот ме прегледа со ехо на абдомен и потоа ме внесе во друга просторија, каде што на компјутер го отвори мојот здравствен картон и имаше коментар како во стил крвната слика ви е подобра од таа вчера. Јас му кажав дека вчера не сум правила крвна слика, дека имам претходно правено крвна слика, дека во вчерашниот ден немам направено и воопшто немам посетено гастроклиник. Века, добро, биди искрена со мене, затоа што тука има извештај дека вие сте посетиле гастроклиниката и на компјутер го отвори извештајот. Прашува што ако и препишеле лекови врз основа на туѓи анализи. 2 недели по случајот, туѓите резултати конечно се избришани од нејзиниот здравствен картон. Доктори со кои разговаравме велат дека ова не е единствен ваков случај. Некогаш навистина се случуваат грешки во брзање, но некогаш се прави и намерно за да се протне некој што не треба.